Želim da je pozdrav ovaj sastav da je nov во локална самоуправа и советник и председаващ предел. Значи, ние сме едно здружение. Пошто ми беше речено дека треба да доставам извештај, значи, јас го свативме дека и во расправата на Управниот одбор да доставиме извештај. А ако ми рекла да доставям финансиски извештај, ја еве сега ќе го кажам моето финансиско извештај. Значи, ние вашите пари кои што вие го подржавате, овој пилот проект, мислам што е Олки чувари, ги наменуваме исклучок за исплата на плати. И вие во буџет кој што предвидовте 100 милион динара, на 50% се искористени средствата. Значи, остануват уште 50% средства кои што се уште не се искористени. Ако треба да елаборирам по извештајот, што е постигнато и што треба да се прави понатаму, значи ја веќе станувам составен дел на општината или на како осниваш? Не е до тој дел, не, добро. Значи, ќе одем по извештајот. Ќе видам кратко. Добро? Ќе видам кратко. Значи, ја го кажав мојот став. Значи, ние бараме останатите дел на парите кои се предвидени во буџетот да се со вашата одлука, нели така рече тогаш на онаа седница слушав по извештајот на Скалиев, да се ослободат и тие пари ние градоначалникот да може да ги пушта за исплата на вработените во пределот. Претходно кога имавте расправа, стана Петров, овдека постави он некоја питање во тој дел. Сакам да одговорам претходно. Он кажа дека како ние се расправаме со судски пат во тој дел. Ја во мојот извештај имам кажано дека ние откриените дејства кои што ги правевме на теренот кои што присутни веќе трета година во тој дел, оние ще од поголем размер, каде што има група на крадци кои што се некаде 10 до 15, па и 20 души во тој дел, ние одиме заедно со редовната полиција и шумската полиција. И во извештајот ви кажувам дека таму постапката е следната. Ние сме првите кои што на теренот ја откриваме таа група, асесираме до полицијата или до шумската полиција, те идат по наше барење и заеднички ја правиме таа операција, правиме записник во тој дел, ние се подпишуваме дека ние сме првите тие кои што го откривме тој и тоа се оде по редовна процедура на судот. Значи поднесува полицијата и шумската полиција во тој дел. Додека останатите предмети кои се во помал размер, ние ги решаваме на спогодбено решување. Значи, никако една институција која што ќе го фатеме сторителот и оценуваме дека е тоа, например, 50 кила гројзи или 100 кила гројзи и до 300 кила гројзи, значи такви има дејства во тој дел. Веднаш го знаеме чие е лоѓето, го знаеме која е газата, го викаме газата и заедно со сторителот ние сме присутни во тој дел. И му даваме од месец дена рок да они се спогодат. Ако не знаат која цена, значи нема да правиме цената. Значи тоа е едно по мировен пат во тој дел. Зошто тоа го правиме? Да ви кажам следното. Затоа што законот за заштита од штета на полскиот имот, кој што беше во владение до 2011, мислам, не че беше, отиде ван сила. Значи ние од тој аспект ни се врзени раце за да ние први бидеме во поднесување прива до различните судови во тој дел настап. И сега, за овој наш период кога работиме ни овдека, изнесувавме преку владата да се донесе предлог закон. Ние тој предлог закон го усвоивме на нашето управно и го доставивме до собранието. Ево го предлог закон. Значи ова го фаќава една голема материја, тоа е земјоделски што рекол тие, и овој закон се вика предлог на законот за заштита од штета на земјоделскиот имот, овде дел. И сега овој закон треба да биде, по моје мислење, дека не сум некој правник што рекол тие, треба да на комисија оде, па комисијата го даде овдека, мислам ќе ви исправи ленче тоа во тој дел, да по расправата на тој дел и се врате назад повторно да се усвои. Значи, следното да не се усвои овој закон, ние ќе действуваме и понатаму ова што го објасни во тој дел.
Јас сум горд што денеска, например, овдека зборувам. Кажам, горд сум за оваа служба која што на некој начин се формира по повторно барање на земјоделците. И земјоделцот денеска ми прати една порака до вас, вие сте, што викат, вие сте народни избраници, односно данес советници и пратничи, не е небитно тој дел, и викат дека ние сакаме да имаме ваква служба во тој дел. И сакаме оваа служба ние да ја платиме. Али вика, како што собранието може, или како што е владата, да даде значи, закон за струјата се плате, овдека вие носите одлука за јавно предпријатие комуналец за водарнина што ќе да се наплати во тој дел, значи они си барат водарнината да си дојде по редовна постапка на Советот да освои, а Советот да ја затуже институцијата општина да тие средства се собират и се прелеват кај нас во буџетот за исплата на плата. Ние сега падарнина собираме што тие, собираме, одиме од личност по личност, му носиме документ што вика некои плаќат, ние имаме собрано за 6 месеци 35.000. Значи не е ефикасно се тоа. Значи не образувачки на земјоделство. Во друго да кажам, во нашето работење ние да не образуваме. Не. Климата, да. Друго, слободно продукција. Јас да кажам ништо има од Кијиновото, да се калиев. Значи, твоето барање беше финансов. Ја финансово го кажам финансиот дел мој. Значи, ние си бараме финансите да ни поддржуват и понатаму. Значи, јас сакам да кажам за нашата работење на оваа служба. Уште 5 минути, може ли да ми слушате? Јас ги молам советниците да го сослушаме раководителот, а после тој ќе поставиме прашање. Дали може така? Во нашето работење, да не знаете, вие држни советници дека имаме 10 случаи фатени и решени со полицията за подавање на дрога. Тоа го пишувам јас таму во извештајот. Значи, не е читам, не е видно. Ние на полето знаеш што имаме најдено. Ишчата човек кој што денеска не може да го најде никој. Али ние го најдовме. 2 човеци бараме ние. Значи, и тоа не е надвредност која што дава собранието во ВДО. Група на крадци, која што не може да му застане редовната полиција. Ние ги откривме кои се тие. Ги фативме во Сопот. Тие се од Росоман и од Цирково. Му запредневме тамчето, му зедовме моторки се, тоа што другата полиција. Во таа операција, знаеш кој работи таму? Луѓе кои се во гранична полиција. Пази, ова го кажам овде. И стоам за ова. Група на луѓе кои ќе оперираат овој период кога е бербата на гројството. Таа е наша група. И таа група, кај што фала 300, 500, 1 тон до 2 тона, таа е таа група. И таа група ја откривме, му додавме на полицијата и натаму нашто го вршува. Тој орган се тој кој што е проблем. Ние натаму не можеме да правиме тој дел. А ако имам јас законот кој што го кажам овде, тогаш беше друга полица. Дали знаете вие дека ние имавме проблем со одимката Габра од населбата со 10 фамилии кои што беа диво населени овде. Кои што беа кои што правеа пустош. Ние тие 9 фамилии во мојот извештај кој што се гледа редовно, ние ги иселивме заедно со полицијата. Ги вративме во Струмица, но ги вративме рамо на Кошево. Така, да не навлегуваме во деталното работење. Зашто го има во извештај, мислам дека друго беше прашање. Кои што правеа пустош, ги стававме под контрола. Јас викам дека е историја, тоа е че да не го прочитам и да кажа тука ангажирање веќе на ръководителите и вработените во други дејности и решавање социјални проблеми. И да каже тамо некоја точка, само да најдем каде, вика делење на облика и храна на македонци од општина Албанија и на Роми општина Кадат Солтна. Тоа е окупитација, организација овој не е комитација. Значи, дајме му вака. Ово извеќе треба да го видиш барем главието. Треба ја да го гласам. Ова не е финансов извештај, ова е историјата.
и прочете ја програмата. Јас ќе дадам таква форма го дал. Ако сакат финансово ќе постави. Советниче. Еве, јас сум бил советник. Си бевме заедно советници. Ако сакаш да ти кажам како е процедурата, знаат процедурата. Ова се оде на комисија, сега да ме поканете на комисија, ако бил да извештај од грешка, јас ќе направив финансово тој дел. Значи, не е овде да се препираме. Ја овде дојдам чисто да ви обяснам како е Значи, каков извештај е побаран, он таков извештај доставил, така ли? Фала Богу. И ако рекне финансово извештај, ви го кажам финансово. Значи, вие имате милион денара предвидено во буџетот, 50% ги дадовте на ова. Добро, му благодариме раководителен ред, значи раководителот дал тоа што му било побарано. Иначе, што рековте вие преписки. Еве, да го кажам ова, сега кога беше заменик од министар Коњановски, знаеш што постигнавме со градоначалникот? Не, сакам да ти кажам зошто тоа. Значи, јас сум работел во тој дел. Ние постигнавме да земјоделото ни дадат милион денара. Со некој проект. Тоа е успех е тоа. Благодарам на излагањето, дали од советниците некој бара збор. Мислам дека прв беше советникот Петров.